Владата имаше јасен став и затоа и го одби барањето за концесија. Но овдека јас ја повикувам антикорупцијската комисија да ја расчисти ситуацијата. Се сомневам дека има нешто нечисто во управниот суд, кој што го држи со месеци предметот и не одговара, и поради тоа и владата, чекајќи го тој суд, не ја носи конечната одлука. Но второ, исто така, ја повикувам антикорупцијската и да испита дали некој во Министерството за економија нема личен интерес и финансиски интерес што не предлага на владата конечно одземање на концесијата. Значи има две работи, две задачи антикорупцијска: да испита управен суд и Министерството за економија надлежните за оваа работа. Луѓето кои што протестираат посочија дека заменик министерот би можел да има судирни интереси. Логично е. Како да не се сомневаме? Сосем е логично. Не можам да тврдам. Затоа ја повикувам институцијата, антикорупцијска комисија да го испита тоа и дали е само тој. Прашање е, затоа што во Министерството за економија има многу службеници кои што претходно биле вклучени во првите издавања документи. Сето тоа треба да се испита.